Јас тоа го коментирам како дивидно оправдување од страна на председател на судскиот совет дека тобоже има некакви докази, меѓутоа од причина што се посебни стражни мерки не може јавно да ги каже. Тоа не е вистина. Нема никакви докази дека обвинетиот Сулејман Осман извршил кривично дело тероризам или пак терористичка организација. Не може да стане збор за тие кривични дела, деликти, дури не може да стане збор ни за вооружен бунт. Може да стане збор за поседување на оружје. Очигледно дека групата е нападната, бил припадник, бил на местото на настанот. Меѓутоа, би по една дефиниција, посебно не по таа на Обединетите нации и по таа на Стейт департментот, нема кривично дело на тероризам ако не е повреден или загрозен животот или ако не е предизвикано чувство на страх и несигурност кај цивил. Во овој случај, напротив, цивилите биле тие кои ги пречекале, дури ги повикале овие обвинети. Биле толку гострапливи и не може да стане никаков збор за некаква загрозеност за цивилите. Самиот тој факт, недостатството, субјективен момент, чувството на страх и сигурност кај цивилите и укажува на тоа дека го нема круцијалниот елемент на кривично дело тероризам, односно нема загрозеност на страна на цивилите. Тоа ќе го елиминира постоењето на таа кривично дело согласно било каква дефиниција светска. Или опто призната.